Добар ден, драги гледачи. Денеска со нас во студиото е Борче Чупетрески, кандидат, независен кандидат за градоначалник од Прилеп, кој што самиот ќе се представи со својата програма. Добре дојдовте пред се во студиото на Инфокомпас. Добре ве најдов и благодарам за поканата. Како што најавив, стопанственик, бизнисмен од Прилеп, познат помеѓу прилепчани. Зошто еден бизнисмен кој што одлично води бизнисот би го болела главата и би седнал во едно жешко столче, како што е градоначалничката функција во Прилеп, каде што знаеме дека со години се напластени проблеми кои што искрено е предизвик да се решат. Сами да кажавте, многу проблеми напластени на едно место, а проблемот е основната дејност или основната потреба на менаџерот. Секој еден менаџер на своето место иде за да решава проблеми, а не да води одлични бизниси кои што седат позадина или ги посматра како одлично одат. Пред се е предизвик. Втора и најбитна работа, јас би ја ставил како прва, е тоа што покрај што сум бизнисмен, јас сум и родител. Имам две деца кои што живеат со мене и сакам да направам нешто за нивната иднина. Не само за моите деца. Моите деца нема бидат среќни ако на неговото конто има пари. Среќата ќе луѓето се гледа во нивните лица во средината каде што живеат. Ако имат и тие среќни другари, среќна младина во нашиот град ако имаме, тогаш ние сме добри и успешни родители. После можеме да бидеме бизнисмени. Ова што сега ни се случува изминативе 30 години, не е прашање бизнисот, не се повеќе прашање парите. Сега ни е социјалниот живот или социјалната средина уништена, односно општината во која што живееме пропаѓа. Ако го споредиме Прилеп од 1990 година до сега, ние сме за неколку степени вратени назад, не напред. И тоа е оној предизвик што не можам лично јас како Борче Чупетрески да си го дозволам средината во која што живеам покрај мене да пропаѓа. Мојата среќа и моето задоволство никогаш нема да биде вистинско ако луѓето покрај мене не се среќни. Суштината на сето ова да го искористам сопственото знаење и капацитети кои што сум ги собирал во изминативе 36 години мој животен век во работни односи, во бизнис. Сум сретнал стотици илјадници пријатели, илјадници проблеми сум решил, лично за себе и с моите компании, и целокупното тоа искуство сакам сега да го насочам во потребите на општината. Само со една цел, да создадеме здрав и среќен и успешен Прилеп. Ништо повеќе. Финансиски немаме потреба. Пари има секаде околу нас, само треба да знаеме малце да аплицираме и да ги собереме. Ништо повеќе. Тоа е вистинскиот мотив. Значи тоа е главната причина која што се кандидирате за градоначалник. Да. За независните често се има сомнеш дека на некој начин играат за некого, дека одработуваат за некои лоби групи, за позади нив стои некоја политичка партија во сенка, дека за нивни лични интереси. Јас бев еден од главните финансиери на почетокот на ВМРО. Буквално Маријан Ристевски беше наш другар и пријател, генерацијски сме исто, кој што на почетокот ветуваше многу и го поддржавме финансиски, морално, политички секако. Меѓутоа, сето тоа беше во еден временски период, па почнаа повампирувањето во Зборуваме на почетокот на мандатот. 2006-2005 година почетокот и моите ориентации беа према ВМРО или симпатии према нив. За одреден момент истата таа групација, знаете што се случуваше после 2011 година и сите оние проблеми кои што мене ми се случија од страна на политичките мојшинци во тој период, губењето на болницата, проблеми со бизнисите, притисоците, снимките што ги слушавме што се случувало и како се случувало, сето во позадина лично за мене и моите пријатели бизнисот, едноставно предизвика потреба да барам помош и спас, па се преориентиравме во шарената револуција. Сушност, шарената револуција беше мотивот да се покаже едно големо незадоволство тој еден систем. А од друга страна па СДС го искористи истиот, само го искористи тој момент и не привлечи советувања дека сепак правдата ќе излези на површина. И видовме дека таа една правда која што нас неправдата ни нанесе милиони евра, значи ние сме здружени Кордон, каде што сум јас секретар и таму се околу 140 луѓе од времето на ВМРО кои што настрадале преку 300 до 400 милиони евра се одземени од тие луѓе, значи пази зборувам 300-400 милиони. Тоа се огромни суми на пари кои што се истицани од приватниот сектор и ние имаме такво здружение во борба за докажување на тој
криминал што ни се случуваше. Се уште се трудите да... Да, ние го докажавме, меѓутоа на кого ќе кај ќе се жаламе. Се жаламе сега во европските судови, моменталната последна, барем нашата за тогашната болница што идам сега сме во Страсбург, па очекуваме некаква разврска, меѓутоа иземањето на државата правдината не можеме да ја добиваме. Се надеваме дека ќе видиме, меѓутоа тоа е друг проблем. Суштината беше дека СДСМ во тој момент ни ветуваше дека нешто ќе искористи, а бевме сведоци дека една катица Јанева, кој што не беше символ за правда, сите не продаде за €1.000.000. Ако беше така, нека ни кажете дека треба €1.000.000, па ние од добивката ќе ги платиме, не од добивката, од вратената штета ќе ги платиме провизија. А не вака сите не предаде, односно сета една идеја за правдина се уништи. Тоа беше на целосно разочарување дека во мене лично дека ни едната ни другата партија не поседува капацитети кои што сакаат да одат напред. Туку станува збор само за лични интереси на поединци кои што го искористува целокупното пред се незадоволство. Значи, знаете, во Прилеп не се гласа за. Прилеп ние прилепчани гласаме против. За Инет. За Инет. Тоа е тоа момент. И сега не дека сакам за Инет нешто да направам. Меѓутоа мораме нешто да направиме. И сега за Инет, баш за Инет, ни на ВМРО, ни на СДС, ни на некој друг, туку на обичниот граѓани. Секој еден што има барем малце свест и размислува со здрава глава, со чисто срце, да речи, она што го слушам секој ден на улица, ова не го бидува, ова не бидува, не чини државата, не чини ова. Сите тие да кажеме, да кажат, окей, ајде да дајме една шанса на нешто ново, нешто што можеби не е баш ново. Јас 36 години работам приватно. 36 години се докажувам дека можам. 36 години се борам со системи кои што сите го трпиме. И сега, ако не сум се докажал јас за овие 36 години дека нешто можам да направам, се извинувам, може сум сгрешил тогаш. Сметате ли дека како општество стасани сме до еден степен да се одбира независен кандидат? Затоа што едно се лајковите на социјалните мрежи, едно се тапшањата по рамо, но кога ќе застанат за пултот за изборите, секогаш малце поразлично играат граѓаните. Некако како се уште да превладува тој биполарен свет. Да, меѓутоа, пак ќе кажам, 34 години демократија. И за 34 години, ако не успеевме да процениме дека ова е едноставно друштво со ограничена одговорност на две лица, дека целата држава всушност се управува две партии, едни дојде едни, појде други. А едни и други во позадина си брка сопствени бизнеси. Ова сите го знаат, почна и малите деца да разговара на оваа тема. И се, ако не стасавме целото општество до точка да сватиме дека време е да пружиме малце, барем шанса на една трета опција или на независен или на било што, на кого, дајте барем да пробаме. И то, дали е времето стасано? Ја мислам да. Мислам дека е стасано, дека постои сепак еден тивок револт кај луѓето. Некој ќе стегна лајк, некој нема ни да стегна, ама позадински знаат дека овде вреди. И доаѓаат на разговори, дека тере ти, јас нека ставам лајк, ама те поддржуваме. Не само кај мене, ке сите се случува тоа. Некој ќе го речеме, таа народот е дволичен. Не е така. Тивкиот револт врија ке сите. Сите пополека ќе го израза, ќе го покажа на 19 октомври. Шансата има, шансата која што, ако ја пропуштат овој пат, реално ќе ја пропуштиме и после 19 ако се сретнеме на улица, некој ми рече, абе знаеш, пак нече ни удржава, што заслужуваме тоа. Хајде да започнеме со програмата. Капиталните проекти, кои се со кои што ќе настапи Ќупетрески? Еден од главните проекти, капитални проекти, кои што неколку години го работам уназад, меѓутоа не можам да најдам разбирање на средината, тоа е агроберза. Формирањето на агроберзата. Прилеп како град е и Прилепска општина, целокупната општина како град не, меѓутоа околината, располагаме со доста интересни и големи потенцијали во агробизнисот. Сведоци сме дека се произведува тутунот како гранка, меѓутоа тоа не е веќе рентабилна и не е многу интересна гранка. Останатите, производството на храна, е моментално еден од стратешките бизниси кој што треба да ни биде репер на целата општина. Организацијата на производителите. Значи,
агроберзата е инструмент или институција која што ќе врши организирано производство. Организираното производство значи дека нема повеќе производителот да лута што да сади оваа година, колку да насади, па дали ќе се купи, па дали ќе се продаде, па откупот како ќе оди, исплатата како ќе оди. Сите овие се огромен број на прашања кои што секој на земјоделец го мачи. Агроберзата е институција која што унапред ќе ви даде одговор за сите овие нешта. Кажува, ова година ми треба 3000 тони компир. Цената е таа, имаме на располагање толку и толку договори за садење, кои даваме семе, даваме гориво, даваме апарати, инструменти и се она што е потребно за производство. Со агроберзата би раководела општината? Агроберзата ќе биде општината ќе биде поддржувач затоа што за ваков еден бизнис кој што може да биде јавно-приватно партнерство, може да биде во собственост на општината, меѓутоа првим треба да испитаме капацитетите на општината. Меѓутоа мора да биде гарант општината за функционирањето на оваа институција. Зошто гарант? Затоа што земјоделците на кој ден да се појави на почеток нема да му веруваат. И тоа е нашиот менталитет. Ние не може да му веруваме на Борче. Отекнало Борче ќе прави бизнес. Не. Ако зад Борче стои општината и тоа влезе во еден стратешки, меѓутоа стратешки бизнис на локалната самоуправа и поддржан од локалната самоуправа, повеќе правци може да биде организацијски и структурално, се може да биде поддржан, тогаш земјоделецот добива некаква гаранција дека ова може да функционира стварно добро. И поврзана на локалната самоуправа, дел со јавно-приватно партнерство, може да го реализираме целосно овој проект и да дадеме гаранција. Гаранциите се многу битни. Покрај гаранциите што доаѓа од наша страна, тука е Европска унија. Европска унија моли за вакви проекти. Значи, да, се дава субвенции за садење на лечници, садење на садење. Не е тоа проектот. Европска унија не интересира дали вие како поединец ќе настапите. Европска унија интересира за другата, заедницата, заедничкото формирање или заедничкото управување. Ако тоа ние го покажеме пред Европска унија, а веќе ова го имаме покажано, овој проект е веќе одобрен, тоаш ќе добиваме огромна поддршка и средство за функционирање на истата. Ова е во дел на производството. Истата оди во едукација на населението, во помош пред ИПАР програмата. Замислете се како да излечи еден производител кој што живее и работи во мало коњари, големо коњари, канатларци, било каде што немате правници, нема невладин сектор, нема помош, правна помош, и тој истиот треба да пристапи до ИПАР програмата. Треба се да остае годинава, никакво производство да нема, да го спрема документација за да добие некои средства. Ова е работата на таа агроберза која што ќе му помага и на крајот ќе му го откупи производот, ќе му го исплати, а истата го продава самиот производ на преработувачите на светски берзи, секаде онам кај што има побарување. Ова е комплексен процес кој што стварно на Прилепска општина и е неминовен. Значи потребен е, затоа што сме сепак земјодели. Кога сме кај земјоделската гранка, едно од прашањата што сакав да ви го поставам, на почеток го спомнавме, е изградбата на системи за наводнување. Имаме една вештачка акумулација изградена 60-тите години на минатиот век и за жал се уште дел од површините не се покриени. Чекаме доколку заврне да имаме род, доколку не. И тие што се покриени не работи хидросистема. За жал имавме еден дефект на цевка која што пукна, не можевме 2 месеци истата да ја поправиме поради немање на, не знам, соодветни штрафчиња, така да кажам. Мислам, тоа е тие се одговори на луѓе кои што не сакаат да завршат работа. Значи тој што сака да ја заврши работа, ќе се најде и штрафчиња и клешти и се што му треба ќе најде испајалици и цевки и ќе ја заврши работа. Да општината се храни од што? Даноците. Ако вие не го стимулирате и не го развивате земјоделецот да работи, да произведи, на крај да плати данок, и тој што другиот ќе користи суровината и тој да плати данок, вие се сечите гранката на која што седите. Комунистите, да се вратиме ајде во времето комунистичкото 50-60 години која е градена акумулацијата. Значи тогаш размислувале луѓето дека има потреба од нешто. Ние сега во 21 век не знаеме дека треба тако нешто. Не, немаме желба да го направиме. Неминовна е реконструкцијата на хидросистема. Целосна реконструкција и пуштање на нови. Чистење на каналите.
полнење на каналите со вода, ископување на нови бунари, кои што водата ќе вада со помош на електрични помпи, а енергијата ќе добиваат соларни панели. Тоа не е топла вода, секаде го има во светот, а Пелагонија знаеме дека лежи под вода. На 10 метра цепка ќе извадите добра вода, сигурно. Кај да појдеме, секаде го има, ако не 10 на 15. Значи, тие потенцијали мораме да ги искористиме. Знаете дека ако немате пари, имате проекти, аплицирајте. Ја не знам што нашо дали моментално има за некој проект во последно време добиено европски пари или искористено од некаде. Кај да аплицирате ако со вас како партнер стои општината, вашиот проект е пред другите. Еве, твоето искуство шо е? Дека секаде каде што општината аплицира заедно со невладиниот сектор или пак со вредни организации, проектите добиваат поголема вредност и поголема брзина и сигурност на реализација. Значи, општината мора да биде двигател, општината мора да биде партнер со сите, кај што секаде кај што имаме прогресивна идеја, добар предлог, мора потхитно да се реализира. Земјоделието како гранка задолжително. Енергетиката. Потенцијал имаме ненормален. Значи, Прилеп е еден од најсончевите градови географски на картата на свето. По сончеви денови имаме 225 или 227 денови сончева енергија. Како општина воопшто не искористуваме таа енергија. За жал, ниту еден државен или општински објект не е покриен со панели кои што би произведувале струја, со тоа би се намалиле и сметките од граѓаните, практично парите што се даваат на Еван. Чиста логика. Двајца лужи седеме и логички размислуваме. Тоа е тоа. Значи, од друга страна, сите тие институции работат дење, кога има сонце. И трошат струја од мрежа. А зошто не се произведува страна од самите? Значи, работното време почнува од 8, завршува од 14 или во 16 часов. Од 8 до 16 секојаш има светло напор. Тие денешната технологија работи не на само и на обична светлина после облаци. Значи, под облаците и таа, што викаме на ден лајт, обична светлина, не сончева. Значи, сите тие капацитети, ако се искористат правилно, можеме да дојдеме до огромни заштеди. Огромни заштеди кои што ќе предизвикаат големи приходи, а големите приходи дозволуваат секакви активности на терен. И асфалтирање, и нови улици, и проширување, и реконструкции на фасади, се што можете да замислите. Пред се потребите на граѓаните. Кога ќе ви се јави некој заман им треба помош или мораме нешто да интервенираме, вие имате буџет, можете да одговорите. Исто така би можело да се искористи за уличното осветлување. Тоа е една од целта. Еден од главните проекти ни е изградба на 5 мегаватна станица, соларна централа, која што ќе има и сопствени батериски системи. Денски енергијата ќе се акумулира во батериите, а навечер од батериските системи ќе се пушта за осветлување на градот, заедно со промена на целокупното улично осветлување. Не знам дали знаете дека во изминатиот период имаше донатори кои што идеја и кружеа во Прилеп и молеа да ги смена светилките од Siemens, Philips и од големи корпорации, само за да овозможа понатамошен простор и пазар за продажба на истите, нудеа и грантови за работа. Никој од нив не беше прифатен. Јас бев сведок на нивното присуство, затоа што заедно седевме и разговаравме кои се добивките, колку заштеда се прави. Меѓутоа, некој изгледа нема интерес од нештото да заштеди. Ако почнеме само со штедење, кај ќе ни биде крај. Само со штедење, а не со проширување. Економијата е главен фактор за развојот на една општина. Вие доаѓате од стопанството, што му треба во момент најмногу? И ургентно. Разбирај. Значи, најмногу му треба разбирање и слух. Зошто? Значи, секој бизнис има своја гранка, своја дејност. Секоја своја дејност има своја потреба. Меѓутоа, во одреден момент потребите се судираат со законските регулативи или со потребите по поддршка од општината. Ако вие не му пружите на бизнис сектор брза, ефикасна, emergency, што викаме на англиски или постружено, одма да се одговори на барањето, какво и да е, а е во надлежност на општината, вие не сте ефикасен. Бизнисот трпи. Значи, ние мора да сватиме дека бизнисот трпи 1 до 2 часа разговор и чекање. Секоја една идеја не сме да биде повеќе од 7 дена. Не реализирана. Кај нас тоа може да помине и 7 години, не 7 дена.
И сега бизнис сектор аплицира, па чека одговор, па враќање, не било овдеки вака, требало да оди во друга институција. Значи, комуникацијата, ефикасноста на работењето, прецизноста на работата, сите овие работи мора да се врата во локалната самоуправа. Дигитализацијата. Зошто сега еден бизнисмен да остави својата работа, директор на компанија, па да спрема документи, па да оди трча да ги поднесува, па да се враќа, па нема место каде да паркира в центар, така? Треба да донесам документација, доаѓам од периферија каде што се компанија и надвор од градов, не можам да јам пешки, морам со кола да јам. Нема паркинг каде да паркирам, за да појдам во општина да аплицирам. Треба да барам паркинзи, па враќа се нешто слично. Апсурдна ситуација во 21 век. Денеска кој сме сведоци на телефони што можете буквално се и се што да купите, можете од Кина да си порачате и да ви стасат дома, ние не можеме од прилеп да му стаса во прилеп документов. Дигитализацијата, употребата на вештачка интелигенција. Сето тоа ќе го зголеми работното време на општината, ќе ги зголеми брзината и ефикасноста на работењето и ќе излеземе за потребите на бизнис сектор. Не можам да зборувам точно за секој еден бизнис сектор, што му треба. Му треба работна сила, нормално, му треба услови за работа, му треба даночни олеснувања. Зошто, например, за странските инвеститори да имаме еден однос, а за домашните инвеститори никаков. Услови на едните ќе му дајме се, на домашните не му даваме ништо. Зошто? Што сме ние, граѓани, трет ред? Должен сум јас да работам приватно, да морам да плаќам даноци? Не, можам спакувам да си одам. Ама со моите даноци општината оди напред. И сега јас на тој што плаќа данок, да не му создадам услови за негов развој, а да му дам услови се што на што нема да биде да ќе биде ослободен од плаќање на даноци. Што е тоа? Тоа не е ни природна селекција, тоа е вештачка селекција, тебе те уништувам со сила. Си го уништуваш дрвото на кое што седиш или тој од кој што живееш. И сакаме да одиме напред. Малце нелогички, нема ја мислам дека не мислам туку, знам дека досега општината во овие 34 години немала слух за бизнисот. Никогаш. Градежните дозволи исто така се еден од проблемите, што во последниве години можеби напрсти се бројот одобрени и издадени. Знаете зашто е тоа така? Затоа што изминатиот период на владење на ВМРО ДПМН и таа една, знаете, групацијата од Милија Накиевски со неговата роднини низ градот направија хаос, тотален хаос. Измешани се еден куп документи, недостасува, ги нема во архивите, не постоа. Имаме несогласување на ГУП со деталните урбанистички планови. Како стасало до такво нешто? Само тоа може да помине ако некој замижал, чкртнал таму, собрал парите во джеп и завршила приказката и го внесол. Како сега да се острани целата оваа ситуација? Затоа што ако продолжи вака повторно немаме разговор. Ќе имаме тотален колапс и застој. Во тој дел справаме целосна законска, пошто сега искрено не можам да кажам која е законската регулатива, пошто не знам. Јас сум економист, јас сум инженер, не сум правник. Се уште тоа треба да станам за да бидам целосен, али полека тргнувам во тој дел. Ќе разгледаме целокупната законска регулатива и да ја убрзаме закоченоста. Секаде онам каде што постои проблем, а знам дека постои, пошто и моите објекти кај што сум јас сега, има проблем да се. Не можеш, заради тоа несовпаѓање на детални со архитектонските проекти. Ќе работиме максимално на ревизите, да видиме што може најбрзо да се среди, а ако не можеме во централното градско подрачје да оставиме простор за развој на градот малце и настрана. Зошто да не го искористиме делот према Селце за нови зони, изградба, делот Потточила, простор веќе кој што е влезен во генерално урбанистички план, меѓутоа можеме да ги отвориме просторите за развој и за градба. Во моментов, лично јас имам два проекти од странски инвеститори кои што се заинтересирани, а истите може да биде и домашни, зашто да биде само странски. За градење, кој што едниот кошта некаде околу 45 милиони евра и станува збор за околу 50.000 метра квадратни деловен простор, а другиот е стамбена зона од 17.000 метра во површина, или кога би се кренали над 6 прата, помножете 17 по 6, иде преку 100.000 метра квадратна стамбена зона. Енормен е потенцијалов на градов. Значи, ние 10 години, повеќе од 10 години стоиме место. И сега 10 години уназад, што можело да се направи, сега може да се направи за 4. Има простор, има пари, има потенцијал. Само нема желба.
Никој со сила го кочи градот, односно ги покрива тие глупости кои што се направени во минатото. Дајте да ги расчистиме. Кој е за затвор, нека оди затвор. Кој е за награда, го иру наградата. Ама да се отвора. Еднаш да се отвора. Ако изгласаме за политички системи, повторно за едната или за другата политичка партија, ова никош нема се реши. Зошто? Затоа што и двете политички партии се измешани. Така. Ова ќе го отвори или ќе го реши само некој од страна. Па нека и нека и друга политичка партија. Политичка пак не верувам дека ќе верувам, политиката знаете, дека ајде не се изразувам така вулгарно, меѓутоа ќе си го најде интересите со парите и ќе заврши приказката. Ние немаме интерес од пари. Јас денеска не можам да спијам во 4 кревети. Можам во еден. Значи, еден кревет ми треба, една којче и толку. И треба среќна фамилија околу мене. А за среќна фамилија треба еден нормален ручек, 500-600 денари, може да поминиш. Богат ручек. Толку се потребите. Меѓутоа, политичарите имаат други потреби за да ги покрија овие глупости кои што треба да ги преплата за да не оде по затвори. Време е да се отвора картите. За да се види кај е проблемот. Исто така рударството е една од главните економски гранки во Прилеп. Бенефитите кои што ги добиваме од самите рудници се многу мали, многу малку се плаќа таа концесија, а од друга страна имаме големо загадување на животната средина, во опасност се изворите за вода. Можеби не е главна ингеренција на општината тоа, но сепак може да, како градоначалник, да преземете одредени постапки и мерки. Носител на советничката листа, што ја имаме заедно со независни, е Иле Бајчанов, дипломиран рударски инженер, со кој што веќе години разговараме на оваа проблематика и имаме целосна стратегија како нештото би требало да се сработи. Прва работа е рекултивација на старите рудници кои што се веќе ископани, враќање во првобитна положба, односно затрупување и посадување со шума и развој малце на екологијата во тој дел. Во однос на постоечките рудници, точно е констатацијата дека нивното учество или општествена одговорност во градов е минимална, односно никаква, а предизвикуваат енормни загадувања. Значи, добивката на нас од рудниците ни е канцер, ништо друго. Во тој правец имаме целосна програма за преиспитување на таа законска регулатива, како е дадена, и што може, каде општината може да го искористи својот дел. Многу едноставен. Покрај еколошки постапки или реконструкции кои што треба да се направат на рудниците, засадување на нови дрва, затворање на овие отворени дупки. Ние немаме никаков пристап до она руда која што е неупотреблива. Неупотреблива во наводници. Која што, ако ќе поминуваме, слегуваме од претвор, гледаме цела нова планина бела. Јаловината. Да. Меѓутоа, таа јаловина може да биде суровина за производство на микрогранулација на мермер, која што се користи во градежната индустрија за производство на лепаци, на плочки, абрити, други материјали. Посебната ќе се користи во производството на пасте. Знаете дека пример Colgate во се содржи мермер за чистење на зъбите во микрогранулација, разговараме. И сиот тој потенцијал така стои, не се користи. Знаете колку фабрики тука би можело да се отвори нови? Производство на вештачки мермер. Кинезите станаа лидери во производство на вештачки мермер. А ние имаме милиони кубни метри материјал кој што стои и не се употребува. Не истиот. Дури доаѓаат компании од Тетово, од Гостивар, го купуваат отпадот кај нас и го носат повторно во Гостивар за да произведе нешто. Значи тој поминува некако околу 400 км пат, 350, ајде, да видам попрецизен, прави 350 км трошоци, а ние го имаме до нас и не знаеме да го искористиме. Зошто? Значи, никој на тие сега што се концесионери не му застанал малце поздраво и да праша и да разговара како нештото би имало заеднички интерес за сите. Значи, ако Господ нас не го дал мермеров во Прилеп, ние прилепчаните требаше да му дајме на турците да го користат и на грците и на било кој ден, оти нас не мрзи да го копаме. Смешно. Прилеп како град во 70-тите, 80-тите години беше град
Само за благодарение на Мермеро, со мермерен комбинат и добивките средства што влегувале на општината. И беше втор град во Југославија по бруто национален приход, после Марибор. Не знам дали го знаете тој податок од 73-79 година. Ние сега не можеме од тој мермер да изваиме ни 2% добивка. Годишните приходи на општината се 300.000 евра. А Од извозот е 60 милиони евра. Милиони евра. Така да Тоа не е ни Тоа е приход. 0,5% кој ќе го пресметаме. Немаме ни 1% добиено од сето. дури дел и од тие концесионери си носат своја работна рака од своите држави, така дури ни платата не останува за прилепчани. Видете, од друга страна пак, ако се јавиме во било кој еден светски фондации, големи корпорации, финансиски куќи, и го кажете овој податок, јас ви гарантирам дека за месец дена сигурно ќе виде обезбедени средства да си го купите назад. Затоа што тие препознаваат дека некој за една година дал 60 милиони, извал 60 милиони евра добивка, а ние го продававме мермер за 40 милиони. Цел мермер го продававме. Овој за една година напред ги врати парите што ги продававме. Која логика е таа? Таа е логика на бизнис интереси. Ако може, од џепчето од оваа страна беше, па во кој џепче да ги ставиме парите? Поиќе не знам каде ги клава парите, во кој џеп? Луѓето, тие што управува со нив. И затоа еднаш мораме да се направи еден стоп. Тоа е нашиот таргет. Еве, го немаме званично кажано, меѓутоа еве сега го отворам, затоа што ова проблематика мене многу ме боли. Некој да ти дојде да ти го зема, буквално те краде. И ти чутиш и викаш, па добре, јарно останува нешто. И само, стварно. На 60 милиони барем да рече, чекајте, ај нешто да ви дајме. Срамота се овие 300.000, а ви барем уште 500, асфалтирајте го патот до езеро, ако ништо друго. Ништо не се превзема или не се крева гласот едноставно да се покажиме дека сме сепак локал патриоти. Се кажуваме патриоти, ние, гради, ние сме јаки, а резултатов нула. Ја начнаваме темата за екологијата, на вистина значање е битна тема. Повеќе неколку децении се крадат дрвата масовно во Прилеп. Лидери сме по дрвокрадство. Практично уништени се сите бели дробови на градот. Единствената зона со некои поквалитетни дрвја се наоѓа во Маријово, кај Витолишта на 70 км, 60 км од градот. Сето во околината е испустошено. Ниту една партија досега не презеде ништо за дрвокрадството. Може би и ова не е некаква директна ингеренција на општината, повеќе на државата, но што би направиле како општина, затоа што ни недостасува исто и засадување на нови садници, кои што генерациите после нас ќе користат. Екологијата е еден од основните, во моментов основните фактори за преживување и обстанок. Значи за да преживееме. Не правиме мојот дали богато или сиромашно, за да преживееме. И ако не посветиме внимание на истата, автоматски сме се самоубиле. За таа цел имаме една цела програма која што вели дека на годишно ниво во нашиот мандат, ако станеме градоначелник и на советничката листа, имаме предвидено засадување на 10.000 садници во околината на Прилеп и околу Прилеп. Ова е за овие се обезбедени средства, затоа што станува збор за донации дадени од страна и истите се договорени, меѓутоа за финален договор треба да идеме на сцена, односно да седнеме во општината за да можеме да имаме валиден подпис на договорите. Не е ова импровизација на бројка, туку е реална бројка, затоа што факт е дека немаме повеќе кислород, ќе станеме полоши од Скопје. Дури имаме неколку други проекти за сите нови згради што ќе се града, на нивните кровови да бидат задолжително зелена површина. Значи мали паркови изградени со засадени дрва. Тоа е во светски тренд. Ние не треба да измислуваме, треба само да го копираме. Сите градски паркови, нивна реконструкција, чистење, средување на дрвата, зелените зони, проширување на парковите, секаде каде што имаме можност за садување на нови дрва. Посебно на делот кај Вештачкото езеро. Таму е масовно дрвокрадството. Дека некој не може да го среди, тоа е лака. Тие луѓе што одат по дрва, значи нема работа. И бара начин за екзистенција. Ако го разгледаме од оваа страна, па мора да преживее некако. Ако го разгледаме. Меѓутоа што направи општината за тие луѓе?
Ништо. Јас имам неколку снимки од Тризла, каде што бев да видам како живее тоа ромско население таму. Она не се живеело ни во 16 век онака. 3 багра и ми останатите на село таму се катастрофа. И општинава не сака да појде на тие луѓе, едноставно да му ги праша што ви треба. И зошто излегувате да крадите дрва? Што ви треба? Нив му треба екзистенција. Како е да обезбедиме екзистенцијата? Па, натерајте ги да садат дрва. Место да крадат, платете му за едно насадено дрво. Мислите дека дрвократците би саделе дрва за пари? За пари? Тие за пари крада. И го прекршува закон и го става ризик и живото и зема коли воза по гивante забележено од езеро, без кочници, без се и се, што живото му е во ризик. А сега од друга страна, ако има екзистенција, законски, и функционира нормално, секој ден ќе речи, почекај, зашто да ризикувам јас? Со нив ода и мали деца, мислам, имам заприметено дека и мали деца и да. Зошто тој дето си остава на ризик? Го става за да преживее. Значи, ние никогаш не сме разговарале со проблематиката, не се среќаваме. За менаџерски да го решите еден проблем, секојаш треба да влезете во проблемот внатре. Кога ќе влезете во проблем, кога ќе го изанализирате, ги барате кај се грешките. Тоаш, кога ќе ги санирате, ако во можностите на рамките на санирање го решавате проблема. Ако ги санирате, ќе го решите проблема. И ако сакате да го решите. Меѓутоа, таму постои еден момент кај што изгледа никој не сака да го реши затоа што има профит од тоа. Тие плаќа за никој да не ги фати. А на кого му плаќа? Тоа треба органите. Тоа е тоа. Тоа е тоа. Али кај не сака никој да провери. Дивите депони исто така се огромен проблем. Ги имаме 20-тина околу Прилеп. Пред неколку дена имавме последен случај кога се запали целиот рит на целото Дабница. Постоеше опасност огнот да замине повторно на кај Трескавец. Од палење на дивите депони. Инспекција на терен нема, полиција на терен нема. А имаме енормен број на полицајци запослени кои што да се прошетаме. Сега се по кафејчи седнат, така? И пија кафе, и време за кафе, па абе типа слично. Значи ние не работиме. Ние не сме работници. Еден од најголемите фактори, посебно државниот сектор. Не сакаат да работат. Веќе па зошто се замарам, ќе се замерам со нив, ќе ме натепа или слично и не можеш горе Тризла последно кај што се тие депони, не можеш да го реши проблемот и не влегува во решавањето на проблемот. Втор дел. Каде да го фрлат џубрето тие луѓе таму што живеат, а живеат добри 4-5 илјади луѓе, како наши возила од комуналец не се качува. И тие, значи, денеска мора да јади, мора да купи нешто. Отпадот мора негде да го фрли. Се води како неурбанизиран дел. А сепак живе луѓе. Значи, никој не се осмелил да појде да го урбанизира нештото, да се договори со тие луѓе и да го најди решението, системски решение. Па, да се направи нормална депонија, не мора да се прави депонија воопшто, што е абсурдно, меѓутоа може да се направи место каде што во континери ќе се одложува џубрето, а тие континери со камиони со пристап на возила ќе се преместуваат до депонијата кај што е централната. И сето тоа би функционирало нормално. Од и тие се свесни дека мора негде да го фрла, а и со тоа предизвикува проблем, од нивните куќи се први до пожар. Така, мислам дека последниот пожар што беше многу блиску до последните куќи до нив. Чизго рекол, ајде господа чува, али деца живеат таму. Значи, не е решавањето на проблемот само ајде ќе исчистиме депонијата. Реши го проблемот во систем од старт како се предизвикува таа депонија. И сите други депонии во старт во градов. Значи, еден од главните проекти што ги имаме е рециклажата на горивото, значи нула отпад. Тоа треба да нас преска кога разговаравме, започнавме само со агроберзата, меѓутоа не го спомнав нула отпад. Нула отпад е проект кој што од силој отпад што ги спрламе се користи еден дел за суровина и енергија, производство на енергија, а еден дел се користи органскиот отпад, се користи за производство на органско џубриво. И ви имате профити од едното и другото трето. Би го продолжиле овој проект на секундарна селекција што се гради? Апсолутно, апсолутно. Покрај секундарната селекција оди за продажба на секундарни суровини, како материјали за понатамошна рециклажа, меѓутоа еден дел останува кој што може да се користи како гориво. И од тоа гориво вие произведувате топла вода за грејење на училишта, болници, на што сакате и во одреден временски период навечер производство на електрична енергија.
Од притисокот на водата подвижува турбини, кои турбини на генераторот создава електрична енергија. Цената на електричната енергија навечер од 200 до 250 евра по мегават. За разлика денската е 20. Значи имате 10 пати поскапа ноќна струја од денска. И тој проект ќе се врати за еден мандат на еден градоначалник. А може да трае со децении ако правилно се употребува и се развива. Во светот моментален недостаток во Сингапур и во Кина недостаток има на џубри. Зошто? Имаат вакви центри за рециклажа и енергетски капацитети и од нив се задоволува потребите за електрична енергија. Од пепело се произведува асфалт и бетон. Што треба повеќе да измислиме ние? Само копирај, копи-пейст, извего, копирај. Оваа тема некако не доведе до функционирањето на јавните предпријатија, чие што надлежност е токму една од тие надлежности и управувањето со отпадот. Имаме нефункционални јавни предпријатија кои што за жал се во огромни долгови. Не е тоа само проблем на Прилеп, на цела Македонија, но ние да си гледаме за дома како ни е сликата. Како види планирате да го решите целиот овој случај? Многу едноставно. Значи многу едноставно. Тие фирми кубурат за пари. Значи гледаат да поминат чисто плата за инвестиции. А платава кај се сведува? Колкава е бројката на платата? Никој нема седнато или седнува на крајот од годината само да го изгласа буџетот. Односно да го изгласа завршната сметка на комунарец. И ако му фала пари, ајде да му придајме. Никој од нив никогаш не го седнал од другата страна на месечно ниво, посебно градоначалникот како менаџер, да го седни директор на комуналното предпријатие и да го праша: дај ми ги финансиските резултати. Во месец јануари, ако те забележам дека си направил негатива, а немаш оправдување за негативата, трошоците си ги набил до скроз, ти си нула менаџер. Никако. Твоето место не е тука. Ако немаш оправдување, вториот месец те менувам како менаџер. Завршуваш, даваме поквалитетен човек кој што знајки да ги објасни нештата и знај да го изменаџира. Оти вие во предпријатието имате од една страна приход, од друга страна расход. Приходите се тие. Толку се. Цената за џубрето, фрлањето, толку збираме од парите. X. Меѓутоа, од друга страна, трошоците колкавите се. Пика е вработени, ајде партиски, плюс. Зошто? Ама смируваме социјална... Би се направила прераспределба на вработените или дел би се отпуштиле од работа, отворено? Прераспределба и дел би се отпуштиле, меѓутоа отпуштање не само да ги оставите луѓето на улица, туку прераспределба во други предпријатија или во приватен сектор. А на местото на овие калкулација, 10 луѓе да ги намалиме. Со 10 луѓе намалување вие заштедувате 8.000 евра минимална плата. 8.000 евра минимална. Или тоа е една рата за купување на една машина за чистење на џубри со 6 метра кубни капацитет, кој што денеска Булеваров ќе го исчисти за 1 сат. Од едната до другата страна ќе се врати. И може да помини по другите улици и секаде низ градов. Цел Прилеп пресметани се 10 машини. 10 машини Прилеп ќе биде чист стакло. 10 машини се вкупно 100 луѓе намалување на капацитетот. Меѓутоа, овие 100 луѓе никош не може да го исчиста градот како што го чиста сега. Никогаш. Затоа што машината си е машина, човекот си е човек. И векот на машината е еден, векот на човекот е друг. Нема К15, нема трошоци. Многу помали се трошоците. И вие купете на лизинг, не мора да давате пари, со тие плати ќе го покривате лизинг. И машините ќе се функционираат. Овие 100 луѓе што ги намалите, секако ги прераспределувате на други места. Садење на дрва, проширување на други капацитети, онаму кај што имаме потреба од инфраструктурни проекти. Значи ние немаме сега, примерни улица што се копа Александар Македонски. Колку време стои отворена? Зошто? Заради тоа што нема луѓе да ги сменају вичњаците. Апсурд. Зошто да немаме асфалтна база во Прилеп? Во 80-та години имавме асфалтна во Прилеп, сега немаме. А имаме потенцијали огромни. Има луѓе, има се. Немаме машина за рециклажа на асфалт. Со машина за рециклажа на асфалт, секоја дупка ќе се санира за 1 сат. Зошто? Таа користи 2 тона максимум материјал, можете во секој време да ја запалите и активирате, една дупка да ја санирате за 1 сат. Не пример како дупка на Кешаторон, јас се сеќавам на незе дека стои негде повеќе од година дена. И немало асфалт за да се санира. Абсурдно. Ние чекаме асфалт да ни донесе некој од Кичево, од Гостивар или Струга, за да можеме да санираме дупка. Тие луѓе
ќе ги обучиме, ќе ги пуштиме да работа на инфраструктурни проекти за реконструкција на целиот град. И проекти кои што дозволуваат проширување на улици, правење нови населби. Значи, не фали градежна оператива. Сега таа градежна оператива е пуштена да мети улици. Зошто? Направиме преквалификација на луѓето. Сигурно ќе му дадеш поголема плата, нема да работи тој за 17.000 денари. Иако минималната во Македонија е 24. Во комуналот зема 17. Ја не знам како е тоа можно законски. Ама му ги запирале, му ги давале, но такви информации да имам од луѓето вработени таму. Значи, немањето на квалитетен алат не ти дозволува развој. Јас сум електроинженер, сервисер, 34 години работам со сервис. Ако ја немам алат во сервисо, ја не можам да функционирам. Не можам да го поправам нешто, не може да работи. Така и ова, вие градот не можете да го сервисирате, немате алати. Зошто? Ќе се вратиме во 16 век со метли, прашина, леле мајка, се гушиме од прашина. Лисијата, липине не можеме да ги собериме. А има машини кои што се произведува во Велес. Значи не треба од Кина да ги купуваме или од Америка. Во Велес се произведува машини. Па седнете и договорете се менаџерски со тој директорот. Ти може да некој попуст ќе ви дај начин за плаќање, ама менаџерски. Па тека ако аплицираме за проекти за екологија, Европа ќе скрати сигурно од проектите што се дава, парите што се дава во Украина, ќе префрли нешто и кај нас. Ама нема желба, нема капацитет, нема волја, нема знаење. Следна тема на која што би сакал да разговарам е туризмот. Имавме повеќе фестивали и се уште постојат, но некако се тргнати на маргините, во последните години не се развиваат. Тие фестивали носеа навистина голем број граѓани. Дали треба нивно, ајде така да кажеме, рехабилитација на тие фестивали, нивно осовременување со трендовите кои што постојат сега? Го имаме тука Пиофест, го имаме Карневалот Прочка, да не се дечињата од основно училиште нема ниту да се одржува Карневалот Прочка. Гледаме другите градови, пример да земеме на Струмица, што се случува и од каде се доаѓаат гости. Ние како општина немаме пари ниту да го покриеме спиењето на странските групи кои што сакаат да се маскираат и да бидат дел од фестивалот. И ред други проблеми. За нови фестивали не станува ниту збор во последниот период. Дали се тоа од културен карактер, спортски? Имаме цела програма, односно цела стратегија за развој на туризма. И таа стратегија ние како сами, пошто јас сум туристички работник во мојата професија, Прилеп има огромен потенцијал. Каков? Културно-историски. А од друга страна имаме многу интересен потенцијал кој што не знаеме да го искористиме, а е поврзан со пивото, имаме одлична храна. Моментално еден од главните туристички инструменти или продукти кои што се произведу, кои што се бара на пазарот е баш тоа. Добра храна, добро вино, добра забава, природа, екологија, еколошки тури, културно-историски споменици и исто раскажување на приказки. Значи туризма е раскажување на приказка. Ние не знаеме да раскажеме приказка, немаме раскажувачи. Целокупната стратегија во туризмот кај нас е ние да пратиме некого на одмор. Не, тоа треба да заврши. Ние треба да имаме инкам туризам. Инкам туризмот ќе го развиваме со домашните туристички агенции. Акумулација и регрутација на целокупниот туристички работен капитал што го имаме во градот. Имаме неколку туристички водичи и истите сега треба да ги спремиме. Јас веќе разговарав години за оваа процедура, меѓутоа најголемиот проблем на Прилеп во туризмот дело е хотелиерството. Ние немаме ни еден хотел што може да собери цел автобус патници, 52 патници, освен Кристал Палас, кој што често пати е зафатен и нема 52 легла. Вие треба еден автобус пола патници да ги однесите во Кристал Палас, други во Салида, па или во третиот хотел во Салида. Значи, нашите капацитети се нула. За таа работа имаме целосна програма, стратегија за изградба на нови хотели. Веќе се разговарани со меѓународни институции и компании кои што се спремни да вложат во овој дел, затоа што Македонија влегува во големата агенда на светското хотелиерство за развој на Балканов. И новите таргети, новите инвестиции од Турција се преселуваат во Македонија. Турција и Албанија се беа главните туристички центри кои што премногу се развива, меѓутоа и нивните капацитети веќе се прекри. Затоа Македонија е следната таргет група каде што или таргет центар каде што ќе се отворат нови хотелски капацитети.
Тука е разговарано и тој проблем ќе се надмини. Се надеваме дека за еден мандат веќе ќе бидат одобрени првите неколку хотели за градба. До сега разговараме за 2. Еден од нив можно е да биде липа целосна реконструкција. Разговарано и со собственикот на хотелот, кои што имаат намера да го продат, ама не да го рестартираат. Кога станува збор за овие фестивали, ја мислам дека паѓа иницијативата. Паѓа желбата ке луѓето да сработат еден проект. Зошто? Не се секогаш само парите проблем. Примерно првиот пивофест кој се организира, немаш некој буџет, туку имаш иницијатива од луѓе. И сега, кога се пивофестот го изгубивме како бренд, така? Да. А зошто го изгуби? Заради неспособноста на лидерството. Значи, никој не му каже на тие луѓе дека секој еден бренд кој што го произведувате, кој што го вадите на пазар, мора да го регистрирате во агенцијата за регистрација на имена, на брендови и слично. За да не може никој да го земе. Тоа не само името, него како фестивал, полека... Првен го изгубивме името. Значи, кога го изгубивме името, луѓето го изгубија желбата паќе за работа. Вика, тоа е. И кога една работа ја повторувате секој пат истата, станува монотона. Дори сега кога ќе му каже некој пивофесто ќе се организира, вика зошто? Глупости, трошени пари. Веќе видена работа. Видена работа. Значи, немате никаква иновација. Никој од тие организаторите не седна да разговара со младите, што младите ќе излезат на пивофест, нема да излезе никоја баба 85 години, 90 годишна. Не. Младите се тие двигателите. Никој не седна со нив, што е вас ви треба? Што сакате да направиме со пивофестот? И пивофестот не се организира последниот месец. Сега почнува организацијата за пивофестот за вгодина. Ако вие сега не почнете да работите, кога ќе ви дојде времето, ни еден од овие пејачи што сакате да донесите или она што сакате да го направите нема да биде слободен. Ќе извинете и вие морате да одбирате од последното. А она што е невредното, никој нема да се организира. И пивофестот кај нас не е пивофест. Пивофест, идејата на пивофестот е да се презентира пивото, а не скарато. Едно со друго оди храна и пиво. Да, оди, ама кај нас имате само наплив на скара, а имаме 2 пивари, ако излеза. И мислам дека Прилепска пивара не излегува оваа година, ни Скопска не беше излезена, туку се излезени нивни представници. Кај се пиварио? Кој разговарал со пиварите? Никој. Донесовме една година пивари, наредниот ден му се стори инспекција. Направа 300 проблеми, ги казни ден тон пари. Организаторот е крив. Затоа што кога ќе појдете било каде на такви некои фестивали, организацијата е сосема поинаква, вика не мора таму да плаќате пари. Таму нема плаќате. Ќе си купите на едно место кај што ви даваме фискални бонови и со боновите ќе одите фискализирани бонови, За 10 евра ќе ви дајме еден бон од 10 вредносно 10 евра и ќе појдете таму ќе платите со него. Ама ние ќе ви дајме фискално. И сето тоа е даночно контролирано. Значи, суштината е организацијата. Знаеш да организираш или не знаеш. И кога сакаш да организираш, имаш желба, нема некој да ти помогне да застане да ти каже како треба да направиш правилно. Никој не појде в пивара да ги повика, дајте ни, помогнете ни, кажете ни како да направиме, што треба да направиме. Туку само едноставно колку пари ќе даеш. Мене кој ќе ми праша некој колку пари ќе даеш, од другата страна бизнисот вика, а ти што ќе даеш? Ама ја ќе те рекламирам. Како? Немаш концепт. Значи, организација е наука. Дали би ги променили овие фестивали? Апсолутно. Во организацијски аспект? Апсолутно. Зошто да нема 3 стејџа? 3 стејџа. Еден стејџ за народна забавна музика, другиот стејџ направите на могила за рок, забаве за млади, хард рок. Моторџи, повикајте ги моторџите, па таму да биде, овде да биде обичниот народ. На едно место Старата чаршија организирајте Староградска вечер, па таму нека има староградска музика. Старата чаршија да го смениме ликот, да не биде бутици и центар за продажба на маички и нешто слично. Зошто да не биде културно-историски центар за продажба на туристички брендови? Да го направите сато туристички бренд. Турнатата џамија, падната на запалената џамија, е една од најстарите џамии и единствена стара џамија која има 2 балкони. Ние тоа не знаеме да го искористиме. Никогаш не сме разговарале со муслиманската верска заедница која е културната вредност на тој објект. Ама ние не разговараме со нив. Зошто? Не мора да ја правиме џамија, ќе направиме културно-историски спомени. Имаше таква иницијатива, но тие не ја прифатија. Џамија не ни треба. Знаеме зошто.
Во центарот на Прилеп не мора да има џамија. Нека биде културно-историски музеј на муслиманската, односно на турската, на која сакаме на муслиманската религија, исламска заедница. Можеме да направиме да биде отворен театар. Сега онде ќе руина и жалосно да кажам зборот, меѓутоа е јавно ВЦ. И онај онде ќе извор на зараза. Центарот на Прилеп е извор на зараза. А сето истото да се реновира, да се направи културно-историски споменик со музејски експонати. Тоа ќе биде простор кој ќе профитираме. Во Битола иде десетици автобуси дневно турски граѓани на посета на куќата на Ататурк и да ја вида Битола како негов центар, не иде во Прилеп да ја вида турската чаршија, да го вида Сато, да ја вида џамијата, немаше да видат џамијата, ама можеме да направиме. Марковите кули. Лажи се мало. Србија го има Кралевиќ Марко како еден од најголемите српски јунаци го пишува, иако е наш, тука е во Прилеп. Меѓутоа ние не знаеме да ме продадеме приказка да дојдете во Прилеп да го видите Кралевиќ Марко. Па да дојде тука да поседа, да прошета, да поминува Грција, ќе дојде во Прилеп. Да направиме пристап до кулите, да ги малце култивираме, да ги средиме, да поставиме вецина, отворени кафичи. Боже здраве, програмата веќе имаме разговарано со инвеститори да се направи мини жичара, малецка, од долниот дел, за да може да ги качи догоре туристите. Затоа што во туризму популацијата од 65 до 80 години е најбројна како туристи. Ама тие не може да се кача пешки горе. Затоа ни треба инструменти со кои помош ќе ги качиме горе луѓето, да прошетат, да видат. Ама тоа се наплаќа. Секој едно качување на Марковите кули да го видите кошта минимум 5, 7, 10 евра, ќе се направиме ние ценовник. Така се работи стратешки. Значи, треба целосна стратегија за развој на градот, каде што сите ќе се собериме на ваква маса, ќе ги презентираме можностите, капацитетите и ќе си дадеме временски интервали, обврски до кога ќе го сработиме нештото. И одговорности. Ако не го сработиш, извиниш, одговараш, па ќе нема да седиш на масата. Ако јас грешам, значи моето место не е повеќе тука. И тој што ќе сгреши и неговото место не е тука. Кој да сгреши, веќе да почнеме да работиме организирано, стратешки. За крај култура и спорт ги оставаме за крај, но сепак се едни од најбитните. Немаме спортска сала за жал во градот со години и покрај постоењето на универзална која што беше ветувано дека ќе се санира таа фамозна трибина која што е скршена или пукната, не знам, но тоа не се направи. Сала Македонија нема технички прием 20 години. Партизан, салата исто така имаме проблем со неа. Затворената сала ке Бонто. Брендот Победа. Победа веќе. За жал постои опасност да го изгубиме. Кошаркарски тим, ја не знам дека во Прилеп има. Има неколку приватни одбојкарски тимови. Значи, не да сме маргинизирани, веќе сме згазени. Ова е непростливо. Буквално непростливо за град од 80.000 жители и од град кој што има толку големи јаки бизнис компании. Пак е организација. Ништо друго не е. Само желба за брзо крадење и земање на пари, организација никака. Немам време за да ти мислам да ги објаснам сите работи кои што сакаме да ги кажеме, се трудам колку што можам побрзо да зборувам, меѓутоа верувам има огромна можност, потенцијал, нема желба. Како би ги решили? Многу едноставно. Секој еден проблем се, како што кажав преска, се влегува во него. Ја немам влезено во проблем. Не знам што е проблемот со спортска сала. Со Македонија. Не знам што е проблемот технички со Тутунски салата. Меѓутоа се решава. Се решава. Некогаш парите не се проблем. Вие можете да платите на одложено плаќање, може да земите кредит, па да направите бизнис план, таа сала како ќе биде ефективна, колку пари ќе произведува, колку пари ќе се плаќа за рати за кредито. И сето тоа да го сработите. Значи, пари има секаде, само треба да пристапите да ги земите, да најдете начин на кој начин ќе ги земите парите за да го решите проблемот. А проблемите 99% се решава со пари. И сега што е проблемот? Дека немаме луѓе кои ќе направи бизнис план. А бизнис планот е смешен, се работи во една вечер. Јас сум работел бизнис планови во 3-4 сати работно време, со кои сме аплицирали во одредени проекти и сме завршили работа наеднаш.
и сме добили огромни средства на финансирање. Меѓутоа, треба да ја имате екипата, треба да го имате со луѓето. Кога некој разговарал не со бизнес, туку со спортските работници? Никогаш. Никој не бил повикан да направи бизнес план, да направи анализа, колку ќе имаме публика, што ќе се случува, како ќе го изнајмуваме, како ќе го менаџираме објектот и од приходите како ќе ги сервисираме трошоците. Се е математика. Меѓутоа, дека кај нас очигледно дека никој не знае дека 2 и 2 се 4. Туку мора да биде 4,5, 5, 5,5, 6, па да му фала 1-2, од кај ќе ги најдеме тие 1-2. Значи, не може тоа така. Се решава доколку се работи домаќински, прилеп и ни покажаа комунистите во времето како се работел домаќински. Имавме тутунски комбинат, ја имавме Победа, го имавме 11 октомври кошаркарски клуб, имавме одбојкарски клубови, имавме пинг-понгари најаки. Расадник е на квалитетни луѓе прилеп. Меѓутоа, ние не сме му дадали простор и можност да се покажа не само во нивните резултати, туку и во менаџирањето на спорт. Како што имате медицински менеджмент, имате транспортен менеджмент, имате производствен менеджмент, имате и спортски менеджмент. Дајте му на тие луѓе простор, правилно место, тие ќе ви кажа. Не мора ние да бидеме за се паметни. Исто за културата. Го имаме неколку музеи кои што никој не можете да појдете да видите кога се отворени. И да сакате да дојдете да представите некој работа по повик, по договор. Значи, а зема плата за како зема плата по повик, кој ќе се јават да ми пари, ми треба плата или на први мора да му платиш плата. Значи, тој ако зема на први плата мора да работи од почеток од 8 сато до 16, 8 сати работно време. Значи ти си платен за цела плата. Како по повик? Не знам, не ми е јасно, искрено зборувам. Меѓутоа, ако би дошол на власт, на функција, пошто ова е стварно менеджерска функција, не е власт, тоа мора да забораваме, мора да се направи таа контрола. Мора да се видат тие работи како функционира. Исто, културните работници немаме театар. Во Прилеп нема театар. Војдарничот од Римски од кај? Од Скопје? Војдарничот од Римски од Прилеп. И ние во Прилеп немаме театар. Јас неколку пати автобуската станица на културни работници му има давано без пари. Ги молив, дојдете луѓе, организирајте. Искористете го простор 500 квадрати се, направите една мини театарска представа. Користете го гратис. Не ви барам ништо. Зошто? Па за да ја развиваме културата. Да ги повикаме младите, да не ода само по кафичи, што велеше баба ми, туку да ода на културен развој, да науча нешто, да ја воспоставиме поинакво воспитување на младите. И тоа беше со радост прифатено од неколку туристички, уствари културни работници, меѓутоа не се организира нешто, освен во 2018, 2019 и 2020 година, кога ги организиравме сами ние јас ги финансирав новогодишните бајки. Новогодишните бајки му доделувавме хуманитарна помош на деца со специјални потреби, центар за деца со специјални потреби и церебрална парализа. Меѓутоа оставивме простори за музичкото училиште да има концерт, оставивме простор за играорци. Ако отворите мојата Facebook страна, малце подолу ќе ги видите сите тие слики. Дори една слика на Google има околу 300.000 прегледи. Цел свет луѓе го гледале тие настани. Јас секогаш сум бил промотор на таа работа. Сум сакал да се формира, да имаме културен живот во градот. Меѓутоа, причината зошто нештото не функционира не ми е јасна. Нема иницијатива. Имаме отворена сцена. Ева, камената бине во Прилеп е отворена сцена. Зошто цело лето не се организира една отворена представа? Појма. Зошто не се, за пример, за 2 август да повлечиме туристи, низ Прилеп немаме туристички работници кои што бише туристички. Повторно со туризмот, од едното со другото ми е поврзано, затоа ми се меша по име, кои што би шетале во турско дело, па би представувале една атракција, па би се одвивала една драма, би формирале една улична драма. И уличниот театар е култура. Значи, потенцијали енормни, иницијатива нула. Ова се многу убави проекти кои што ги спомнавме. Ви благодарам на одвоеното време. Само за крај би ве прашал
настапувате заедно со независната листа Независни. Сите овие проекти, голем дел од нив, зависат и од соработката со централната власт. Доколку дојдете на местото градоначалник на Прилеп, централната власт е една партија. Вие сте независни. Како ќе соработувате, како ќе комуницирате? И од кого очекувате пред се тука во градот поддршка? Независни лево, независни десно или независни центар кој што би на некој начин бил колектор на сите оние незадоволни граѓани од досегашната политика? Сите овие проекти што ги нас спомнав и огромен број други кои што не се во план, се за развој на Прилеп и за развој на населението, на граѓаните на Прилеп и околината на Прилеп нормално. Меѓутоа, ако наидеме на проблем и никој не сака нештото да го финансира, што предизвикува тој? Наш застој треба да предизвика револт. Зошто? За и не го прави нештото. Вие сте тие новинарите кои што ќе учествувате во секојдневното работење на општината и ќе му дишите и на градоначалников во врат, ама и на советниците. Моментално оди на YouTube имаме канал кај што се гледа, се пренесува совето, меѓутоа никој не го гледа. Ако погледнем, таму има 40 преглед. И то политички. Ако вие новинарите имате реален медиум кај што може да ги пренесувате цело време работењето на градоначалникот, на советниците, на сите, обструкциите и конструкциите. Кој ги прави обструкциите? А кој ги прави конструкциите? Овој што ги прави конструкциите, кој ќе биде јавно критикуван, како што сега гледаме на телевизија, кај што почнавте малце поинтензивно и квалитетно и добро и го поздравувам нештото што работите така, нема често да се осудува да прави обструкции. Туку ќе почне да попушта. Вика, да, во право сте, ајде, окей, ќе го направиме нештото. Меѓутоа, и самите знаеме дека секојаш државата нема проекти, ни поддржува. Меѓутоа, има други финансиски институции кои што поддржуваат и реализираат проекти и ги прифаќаат. Отпочнувајќи од ИПАРДО, ИПАТА програмата, Светска банка, Европска банка за развој, странски фондации, од секаде можете да аплицирате и да добијате средства за да се развивате. Вие како медиум работите од меѓународни фондови. Кој ве финансира вас? Никој. Зошто? Зошто никој не ви помага да работите? Оти не сте политички подобни, во наводници кажа, па мораме да се снајдуваме. Така и ние. Како јас што се снајдувам 35 години во мојот бизнис и одам напред, се развивам, така и како општина ќе се снајдувам и ќе се развивам, без некој да ме поддржува, ако не сака. Меѓутоа, ако ме сака, можеме да направиме општо колективно добро и истото да се рефлектира кај него како позитива. Да рече луѓето, да, браво, сете му помогнаја, видиш Прилеп што го направи. Секој му чест на тој премиеро и на наредните парламентарни, пошто Борче нема намера да оди на парламентарни, ние ќе го поддржиме премиерот и го поддржува Борче, кој сака на ќе е премиер. Појче немам симпатија ни према едните ни другите. Меѓутоа има развој или обструкција. Ако ми правиш развој, јас ќе ти помогнем, граѓаните ќе свата. Меѓутоа, ако ми правиш обструкција, па ќе му покажам на граѓаните дека прави обструкција и дека заради нив не одиме напред. Ама ќе му го покажем и другиот пат, малце појче се рација, објаснувам, дека и постои друг пат кој што може да донесе до профит и развој и финансиски средства за да одиме напред. Ви благодарам на времето. Ова нема да биде сигурно прво и последно интервју. Во текот на оваа кампања од 20 дена ќе имаме и други ваши изјави, настапи, следење, така натаму. Се гледаме во наредна прилика. Со задоволство, проекти имаме многу. Програмата е широка. Знам дека не можеме тешко, дека ќе биде за сета да ја реализираме, меѓутоа би сакале, дај Боже, да стасаме до позицијата за власт, за функција, не за власт, повторно кажам, новинарите ќе бидете главните коректори на работата на функционирањето на општината. Затоа што вие ќе му пренесувате директно на граѓаните, а ние мораме отчетот да одаваме пред нив. Најмногу преку вас. Не ви прам лице, туку напротив, чувствувам дека живеам во информатички мрак, јас во моментов, и тој информатички мрак еднаш за секојаш мора да ја запалиме ламбата. Ние како медиум, како Инфокомпас се трудиме максимално да ги покриеме сите настани во Прилеп, колку што се може со 20-тројца луѓе. За отворање на поголем медиум потребни се и повеќе финанси. Ќе ги обезбедиме. Ви благодарам уште нешто на времето. Драги гледачи, тоа беше Борче Чопетевски, независен кандидат за градоначалник
на Прилеп, а ние се гледаме во наредното издание на емисијата Инфорегион.